Свеста и чувството дека сум македонец треба да стојат повисоко од се друго на светов. Македонецот не треба да се слева и да се обезличува живеејќи меѓу бугари и срби. Ние можеме да ја констатираме блискоста на српските, бугарските и на македонските интереси, но се треба да биде оценувано од македонско гледиште. Тоа го напише и го објави Крсте Петков Мисирков во Софискиот весник Мир на 25 март 1925-та, една година пред смртта. 2 децении пред тоа, во септември 1903, непосредно по Илинденското востание, на 28 годишна возраст, Мисирков во Софија ја објави за македонските работи, златната книга на македонизмот, како што подоцна ја нарекоа македонците. Во неа Мисирков ги назначи посебностите на македонската нација. Првпат ги кодифицира македонскиот литературен јазик и правописот, кои, како што самиот запиша, треба да се потпираат на централните македонски говори. И така, користа што ќе ни ја дајат нашиот општ литературен јазик, ми служи за мерило при избирање на речие за таја целја. И она е главниот фактор при создањето на нашиот нов литературен јазик. А та тешка задача ќе се достигне само ако македонецот од Северна Македонија подаи рака на својот брат од Јужна Македонија и македонецот од Источна Македонија подаи рака на тој од Западна. Подадените раци ќе се прекрстат около Прилеп, Битоља. И во Бугарија и во Србија треба да помнат едно, дека во Македонија живее население со огнено патриотско чувство и со определена национална свест. Србите и бугарите треба добро да помнат дека тоа национално чувство и свест кај македонците постојат не од вчера, како што мислат србите од времето на основањето на екзархијата, туку од пред основањето на Охридската архиепископија, во целото време на нејзиното постоење и по нејзиното уништување до ден денешен. Македонското национално чувство и национално сознание се толку стари, колку и бугарското, и српското. Бугарите нека си се занесуваат со крајните политички и економски теории. Србите нека си мислат дека и Господ при создавањето на светот зборувал српски. Грците нека си се сметаат директни потомци на Хомер, Одисеј и Аристотел. Ние треба со големо напрегање, зачувувајќи си ја полната слобода на научната мисла, да го проучиме минатото и сегашноста на сите овие народи, за да го определиме своето меѓу нив и да си ја зачуваме својата етничко-историска индивидуалност. Мисирков во списанието Илинден, 30 јануари 1925 година. Јас не се каам што уште пред 28 години се објавив за македонскиот сепаратизам. Последниот беше и се останува за мене единствениот излез, најдобриот пат по кој македонската интелигенција би го исполнила и ќе го исполни својот долг пред патковината и пред нашиот народ. Македонците и се нужни на Македонија, зашто само со македонци Македонија ќе биде на македонците, а не без нив. Нека ми биде простено, но јас како македонец на прво место ги поставувам интересите на мојата татковина и на моите сонародници, и само потоа интересите на Бугарија и Југославија. Јас сум македонец, со македонска свест, и како таков си имам свое македонско гледиште за минатото, сегашноста и иднината на мојата татковина и на целото јужно словенство. И затоа сакам и нас, македонците, да не прашаат за сите прашања што не засегнуваат нас и нашите соседи, а не се да се свршува со спогодбите меѓу Бугарија и Србија за нас, а без нас. Мисирков,
во списанието Мир, 12 март 1925. Ние сите ќе изумреме, но нема да дозволиме грчка нога да ги пречекори денешните граници на српска и бугарска Македонија. Но тоа ќе го направиме ние како македонци, не како срби. Со грците ние ќе се бориме зашто се единствените наши вековни историски непријатели. Целата наша македонска национална историја е полна со борби против грците. Бугарите и србите ги почитуваа националните права на македонците во средните векови. И само грците ни го убиваа националниот дух и не денационализираа. Тие и денес не гонат од родните пепелишта и следствено не подсетуваат за нашиот стар историски долг. Да ги изгониме неканетите гости од нашите дедовски, прадедовски земји. Мисирков во списанието Мир, 25 март 1925 година.